Празници се ближат и убави моменти во кругот на семејството и блиските. Некој ќе слави некаде, некој дома, некој во кафуле, друг на отворено. Како и да е, утре е нова година, а за една седмица доаѓаат Бадник и Божик. И што уште да се каже, освен дека граѓаните се подготвуваат, некој од претходно, некој последниот ден, ама секој ќе приготви богата софра, а и ќе се дотера убаво. За да видиме како одеше продажбата на тезгите во новиот пазар, изминативе денови додека битолчани се подготвуваа за празниците, прошетавме низ него, но продавачите незадоволни од тоа колку граѓаните купуваат. Ден-два пред новогодишните празници, како оди продажбата? Купуваат? Продажба нема никаква, катастрофално. Што е причина? Нема причина да нема народ. Нема кој да купува пари, нема ништо. Не може сопствени задавачките за тезги, за управа за приходи. Толку. Тешко значи. Тешко, значи нема продажба никаква. Се надевате? Катастрофа, не се надеваме, нема надеж. Па нормално е за сега, добре. Купуваат ли луѓето повеќе? Слабо. Многу слабо е сега, нема ни пазари, нема ништо. Со панајурите запустеа. Имаше панајури Битола, од тогаш немаме ништо продажба. Иначе тука може на нула да се множи продавањето, тоа е расположението тука. Затоа што купува скапо, затоа што продава ефтино. Луѓето според онаа народната, секој си ја пушта ногата колку му е чергата. Причините многу и сите од свој аспект, но може да се порача. Нека ни е среќна новата година. Здравието да не служи сите, умот да не крепи, велат старите. А за купување и продавање до година има време и ќе дојдат подобри времиња.